Она што се случи во Македонија, сите вие не бевте имуни и секој еден од вас тоа го потресе и го трогна. Меѓутоа, тоа е само уште една индикација дека ништо на оваа земја нема трајност. Се што се родило, еден ден ќе замине. Се што е изградено како куќа или зграда, еден ден ќе се сруши. Се што имаме вложување, било да се финанси, било да е тоа некој друг капитал, сето тоа во еден миг може да исчезне. Но она што не може да исчезне, тоа е нашиот вечен Господ, неговата совршена милост и волја која што ја излева врз сите нас. Тој е верен дури кога луѓето не се верни. Тој останува со нас дури кога другите луѓе заминуваат. Празнината во срцето на човекот, траумата од загуба на свој близок или без разлика кој да е, таа празнина не може да се исполни со било што друго, освен со Божјата благодат која што доаѓа преку Христос. Дали се апчиња, дали се други средства, тие моментално можат сетилата да ги стават во позадина, да не се толку чувствува таа осетливост и таа болка, но исцелувањето на болката, пополнувањето на празнината доаѓа со присуството на Бога. Бог е жив, Бог не е енергија, Бог не е флуид, Бог не е нешто абстрактно, Бог е личност. И ние го познаваме Бог Таткото преку Исуса Христа кој што го објави. Преку Исуса Христа го запознавме Таткото Небесен. Исуса Христа е Синот Божји кој што го примивме за Господ и Спасител, бидејќи со својата жртва на крстот овозможи за сите нас прошка на гревовите, исцелување на раните и се разбира вечен живот, помирување со Бога и посинување. Светиот Дух е третата личност од Светото Тројство. Светиот Дух во оваа доба во која што црквата живее, функционира како утешител, како дух на вистината, како оној кој што не упатува да врвиме по единствениот пат на спасение, тоа е Христос. Светиот Дух оперира во оваа доба која што е доба на благодат и така ќе биде се до оној момент кога Исус ќе дојде и веруваме дека тоа ќе се случи наскоро. Исус ќе дојде, тој нема да се спушти на земјата, туку ќе дојде над земјата и таму горе во облаците најпрво ќе ги крене оние што умреле, а биле во Христос, верувале во Христос. Нивните тела ќе бидат земени од земјата, од морињата, ќе бидат земени нагоре во облаците и тогаш ќе се случи преобразба на тие тела. Душите што се во него и нивните земски тела што биле распаднати ќе се соединат во воздухот и ќе бидат прибрани во Христос. Во исто време ние кои што сме живи, во миг на трепет на окото, исто така ќе бидеме грабнати во облаците и во тој момент ќе имаме преобразени нови тела. Тогаш Христос ќе ги повлече сите верници од целата планета и ќе се повлече од овде и ќе ни даде можност да бидеме да престојуваме при Таткото Небесен, каде што вети дека ќе ни обезбеди многу места, ако сте читале во Евангелие по Јован 14 и 15 глава. Тој вели: одам да ви приготвам место, потоа ќе се вратам и ќе ве земам. И таму Господ приготвил место за нас. Тогаш на земјата нема да има доба на благодат и тогаш Светиот Дух нема да биде присутен на земјата. И тогаш луѓето многу тешко ќе поверуваат во Евангелието и во Христос. Бидејќи во истиот тој период, кој што ќе трае 7 години, ќе има многу неволји на глобален план. Тогаш ќе се појави потребата од некој кој што ќе биде миротворец, навидум, кој што ќе биде прогласен за Месија, кој што ќе склучи мировен договор и тој ќе владее 7 години. Тој ќе биде антихристот, кој што ќе се обиде не само да оди против Христос, туку и да го замени Христос. Таквата личност на тој пакт што ќе го склучи со сите влади за владење на неговото време, на 3,5 години од неговото владење ќе влезе во третиот храм во Ерусалим, кој што веројатно се прави или ќе се изгради и ќе се намести на она место каде што не треба да се намести, да седне и ќе се прогласи себе си за Бог. Тој ќе биде непријател на Бог и на Божите луѓе. Тој ќе воведе нов систем за управување и угнетување на целиот свет. Тогаш ќе биде воведен чип, кој што ако не го примите, или печат, ако не го примите, тогаш ќе бидете не вие, но оние кои што ќе останат овде,
ако поверуваат во Христос, а не го примат тој чип, ќе бидат обезглавувани. Така да тоа ќе биде најстрашното време на планетата Земја. После тие 7 години, Христос заедно со сите своји, со целата своја црква, ќе се спушти на земјата, значи тогаш ќе дојде, ќе се спушти на земјата, ќе го уништи ѓаволот, антихристос, лажниот пророк и потоа што ќе се случи? Ќе зацари 1000 години. Јас накратко ви го кажувам ова, бидејќи надежта треба да ни биде во Христос. Тој е зачетникот на животот. Се е од Него, преку Него и за Него. Вечерва сакам да ви споделам слово кое што е поврзано со сето ова, со целата ситуација и со потребата од интимна врска со Бога, од личната врска со Бога. Најпрво сакам да прочитам од Ефесјаните 1 глава 13-14 стих. И вие сте сега Божји народ. Ја слушнавте вистината, радосната вест за тоа како можете да се спасите и поверувавте во неа. Бог ве посвои, ставајќи го врз вас својот печат со тоа што ви го даде Светиот Дух, токму онака како што ни беше ветено. Светиот Дух е гаранција дека навистина ќе го добиеме она што Бог му го вети на својот народ, откупување, ослободување за тие што се негови. Тоа е уште една причина да го славиме нашиот величествен Бог. Кога го славиме Бога, запечатени со Светиот Дух, го издигаме Него над секоја трагедија, над секоја траума, над секоја жалост. Бидејќи кога пееме за Бога, кога го славиме Бога, тоа не се песни како за нас свадба и роден ден и матурска. Затоа сакам да ви кажам, вечерва почнавме со молитва и со слово, а после во духот ќе почнеме да го славиме Бога на духовен начин, не како караоке, туку со целосно поклонение во дух и вистина. Она што е важно да истакнеме следното: штом сме поверувале во Господ Исус Христос, станавме Божји народ. Тоа значи спасени, тоа значи посинети од Бога, но и запечатени. Запечатени како? Со Светиот Дух. Ова значи дека штом го примаш Исуса Христа, го примаш Светиот Дух во твојот дух и тогаш твојот дух оживува, веќе не живееш туку, Христос во тебе живее преку Светиот Дух. Божјиот народ, вие сите, како христијани, сме повикани она што не е добро, да изрекуваме дека ќе биде добро. И тие промени ќе се случат. Ние сме повикани во името на Господ Исус Христос, без разлика на очајот, бигорот, револтот, што и да имате горчина во вашата душа, да го надминете со верата во Христос и со слово да изрекувате дека Македонија ќе ја биде. Дека владата, системот ќе го биде. Бидејќи и нас не биваше. Но Господ рече ќе го биде, ќе ја биде, ќе те биде, ќе ме биде. И тука сме. Дали личи на Божјиот син и ќерка да колнат? Дали личи да зборуваат негативни работи? Дали личи да посакуваат да биде полошо? Се разбира дека не. Ако никој не ја гледа светлината во мракот, ние сме тие што ја гледаме светлината во мракот. Ако луѓето се безнадежни, ние имаме таа жива надеж. И треба да ја споделуваме со сите луѓе, бидејќи тоа е лек. Различно е да се биде исполнет со Светиот Дух и да се биде крстен со Светиот Дух. И сакам да ви го објаснам тоа. Ќе ви прочитам за еден дел кој што многу не го разбираат луѓето. Ќе читам од Дела апостолови, 19 глава. Додека Аполос беше во Коринт, Павле апостолот патуваше низ внатрешноста во околината на Ефес, а потоа се симна во градот. Таму најде неколку нови Христови следбеници и ги праша: го примивте ли Светиот Дух кога поверувавте? Тие му одговорија: ние и не знаеме дека постои Свет Дух. Тогаш Павле ги праша: а како сте крстени? Онака како што крштеваше Јован Крстител, му одговорија тие. Павле им рече: Јован ги крштеваше луѓето кои се каеја поради своите гревови, и самиот тој им велеше на луѓето дека е неопходно да веруваат во оној што доаѓа веднаш по него, а тоа беше Исус. Кога го слушна ова, одново се крстија, овој пат во името на Господ Исус. Потоа Павле се помоли за нив, положувајќи ги над нив рацете, и Светиот Дух слезе врз нив,
па тие почнаа да зборуваат на други јазици и да пророкуваат. Во таа група беа околу 12 мажи. Та истакнам. Првото искуство значи да се биде исполнет со Светиот Дух. Тоа е спасението, кое што се прима штом човекот поверува во Христос и станува Божјо дете, Христов следбеник, примајќи спасение по милост на Бога и Божја прошка. И така во вашето срце и денеска, во оние кои што се крстија, Исус се населува во тие луѓе, влегува преку Светиот Дух и тие стануваат нови созданија. Од тој момент тие стануваат верници кои почнуваат да чекорат по Исус и Божјата вистина. По тој пат, верникот започнува да учи како да живее во заедништво со Бога и во неговиот карактер започнува да се развива плодот на Светиот Дух. Тука е љубезноста, кроткоста, долготрпението и сите тие кои што се наведени. Второто искуство за кое што вечерва сакам да го истакнам. Тоа искуство е да се биде крстен со Светиот Дух. Тоа е кога Светиот Дух не преплавува и исполнува. Неговото присуство се излева низ целата личност на верникот. Не само од духот негов, како што сега некои од вас го осетија тоа кога беа водно крстени, туку со крштевањето со Светиот Дух се случува целосно излевање на Светиот Дух и во твојата душа, и во твоето тело, и во целост, целокупно твојата личност. Значи, не само што твојот дух е оживеан, туку сега Светиот Дух, со крштевањето со Светиот Дух, ја преплавува целата твоја личност и за секогаш тој Светиот Дух останува со тебе. Во Стариот Завет, во минатото, Светиот Дух доаѓаше само кај поедини луѓе, кои што беа наречени пророци, и беше со нив додека да ја исполнат мисијата. Но не беше излеан врз целиот свет. Тоа се овозможи откако Исус дојде, го даде својот живот за нас, умре, воскресна се, вознесе и потоа го испрати Светиот Дух, кој што се излеа, дојде од Таткото Небесен, се излеа врз луѓето на денот на Педесетница. Исус Христос беше представник на Таткото Небесен, на Господ Семоќ. Тој не бараше поклонение, ниту му бараше од луѓето да му служат. После службата на земјата се врати при Отецот, но го испрати Светиот Дух како личен дар и представник свој. Тој вели за Светиот Дух: тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Се што има Таткото мое, затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Јован 16 глава. Светиот Дух дојде на Педесетница за да го прослави Христос и да ги води верниците во сета вистина. И тој Дух е Дух на утехата, на утешувањето. А тоа значи дека утешува, подкрепува, тој е Дух на вистината и те води во вистината Божја, те отргнува од заблудите и од лагите. Светиот Дух доаѓа од Таткото Небесен, но е испратен од Исус за да сведочи за Исус. А кога ќе дојде утешителот, кога јас ќе ви го испратам од Таткото, Духот на вистината кој излегува од Таткото, тој ќе сведочи за мене. Зошто учениците требаше да бидат крстени со Светиот Дух, кога претходно им беше дадено сила и власт да одат против злите сили, да газат на змии и скорпии, да исцелуваат болни, да гонат демони, да исцелуваат и така натаму. Прашањето ми е, зошто требаше и тие да бидат крстени со Светиот Дух, бидејќи Исус им кажа во Лука 24 глава: јас ќе ви го испратам Светиот Дух, кој ви го вети мојот небесен Татко, а вие останете во градот се додека Светиот Дух не слезе врз вас со сила од небото. Истиот стих во друг превод вели: и ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец, а вие останете во градот Ерусалим додека не се облечете со сила од озгора. Тие веќе има власт и сила да вршат чуда. Зошто тогаш Исус им кажа да останат во Ерусалим, да не се враќаат дома Галилеја, туку да останат во Ерусалим за да бидат облечени со сила од озгора? Затоа што беше потребно нешто друго. Беше потребно сила од озгора. Значи има сила во името на Исус. Ти го спроведуваш во името на Исус.
Но Исус сака секој еден од нас да биде целосно исполнет и преплавен со Светиот Дух, бидејќи Светиот Дух е тој што ни овозможува сила не само за чуда, туку пред се за да се сведочи за Христос. Луѓето кои што ги знаете за верници, но многу од нив се религиозни, го немаат Светиот Дух. И кога го немаат Светиот Дух, се срамат да зборуваат за Христос. Или се плашат, или едноставно немаат копнеш да го прават тоа. И тука веќе е под прашање како тоа имаат духовен живот кога Духот го немаат. Потребна беше сила од Светиот Дух, крстени со Светиот Дух, облечени со сила од озгора. Како што кажав, сила за сведочење. Пазете, апостолите беа преплашени. Беа рибари од Галилеја во Ерусалим. Симон Петар 3 пати се одрече. Името Симон значи трска, лулење. Исус, пред да го предадат, му даде друго име. Петар, што значи карпа, стабилност. Она што го нарекуваш, дава природа. Пазете, ќе се вратам во битие, создавање. Кога Господ создаде животни, нели го создаде потоа и човекот, на човекот му даде да се вклучи во копартнерство и му кажа на Адам, еве ги животните, дај им име. И така Адам даваше име. Кажа, ова ќе биде жирафа, ова ќе биде вол, ова ќе биде славе. Односно, даваше имиња. Името изречено врз битието ја одразуваше природата на тоа битие. Тоа сакам да влезе во вашиот тип на размислување, вашиот менталитет. Гледаш дека сопругот е тежок или сопругата? Гледаш дека не прифаќа или дека не знам ти прави проблем? Изречи одредено слово. Наречи го. Наречи го со некое име во името на Исус. Симон имаше клатлива природа. Исус го знаеше тоа и го нарече Петар. Друга природа. Но таа природа не се манифестираше предходно. Беше потребно нешто да се случи. Прво Исус да го изврши делото за кое што беше испратен, а потоа да го испрати Светиот Дух. Кога Светиот Дух се спушти врз сите присутни во куќата во горната соба, сите они проговореја на непознати јазици, а беше 9 изутрина. И луѓето се чудеа, каква е таа бучава? Што се случува? Овие зборуваат на наши јазици, ги препознаваа. Пијани ли се? И тогаш Петар излезе и својата прва проповед смело ја кажа пред сите, сите слушаа, колку души се спасија? 3000. Од тука почнува процесот, односно раѓањето на црквата од Педесетница и потоа мисијата на делата апостолски. Но зошто е важно ова? Затоа што она што не е, Бог го вика како да е и биднува така. Така и настана се. Ти може би се доживуваш дека си Симон, дека си клатлив, но Господ во тебе гледа Петар. Господ во тебе гледа нешто повеќе. Светиот Дух ти овозможува да имаш појасна перцепција како Бог гледа на тебе. И кога ти разбираш како Господ гледа на тебе, тогаш нема да се плашиш слушајќи како луѓето гледаат на тебе. Светиот Дух ти дава сила да одиш наспроти она што луѓето го зборуваат за тебе, наспроти она што луѓето го гледаат за тебе и единствено што зборуваш, ја зборуваш вистината за Христос, кое што ги ослободува заблудените. Кога дојде празникот духовден, сите христијани се собраа на едно место, тогаш ненадено небото се чу бучава како силен виор, бучавата ја исполни целата куќа каде што беа собрани. Се појавија одвоени јазици како од оган и се спуштија врз секој еден од нив. Сите се исполнија со Светиот Дух и почнуваа да зборуваат на различни јазици, како што им даваше способно Светиот Дух. И така апостолите од тој момент имаа сила да ги исполнуваат Исусовите зборови, веќе не се подпираа на себе, на своите емоции, туку беа преплавени со Светиот Дух и храбро сведочеа за Христос и ја споделуваа радосната вест. Ви спомнав дека храбро сведочеа и 3000 се спасија, но потоа беа одведени во храмот кај фарисеите и садукеите. Но и таму веќе не беа колебливи, туку смело
ја сведочеа радосната вест, а сето тоа што го зборува, Господ го придружуваше со знаци и чуда. Секој верник треба да копне да е крстен со Светиот Дух и да го има Господ како свој ментор, како свој помошник и утешител во животот, но тој Дух е исто така, треба да знаете, Духот на воскреснувањето. Бидејќи пишано е во Словото, но ако Духот на оној кој го воскресна Исус од мртвите живее во вас, тогаш оној кој го воскресна Христос од мртвите, ќе ги оживотвори и вашите смртни тела преку својот Дух кој живее во вас. Значи, Светиот Дух е Дух на воскреснувањето, но тој е и Дух на посинувањето. Без него не можеш да си уверен дека си Божји син или Божја ќерка. Читам, сите оние што се управуваат по Духот Божји, се синови Божји. Зашто вие не примивте дух на робство, за да бидете во страв, туку го примивте Духот на посинувањето, преку кого велиме Аба, Оче. Самиот Дух му сведочи на нашиот дух дека ние сме чеда Божји. Римљани 8 глава. Уште едно нешто што е многу важно. Светиот Дух е оној што ти открива дека Исус Христос е Господ. Вели, затоа сакам да ви кажам, ова апостолот Павле до писмото до Коринтијаните го вели, затоа сакам да ви кажам како да разликувате дали нешто е навистина од Бог. Како што ниеден човек кој е воден од Божјиот Дух не може да го колне Исуса, така и никој не може да исповеда дека Исус е Господ, доколку не е воден од Светиот Дух. Многу луѓе имаат представа за Бога дека е старец седнат на фотелја на небото, а Исус дека му е син и толку. Всушност немаат разбирање за Светото Тројство и затоа во Словото пишува мојот народ гине од незнаење. Многу луѓе не им е јасно како тоа Исус е Божји син, а е всушност и Господ. И затоа е потребен Светиот Дух кој што го носи тоа откровение и ти дава увереност да осознаеш дека Исус Христос е Господ. Што сакам да истакнам? Светиот Дух не ја бара својата слава, туку неговото присуство на земјата има за цел да го прославува Господ Исус Христос. Соодветно, ако некој изразува знаци и чуда, прави некакви чуда, без разлика какви да се, но при тоа не го прославува Христос, тоа веќе не работи Светиот Дух во него. И обратно, кога некој тврди дека е верник, дека е христијанин, ама не го признава Светиот Дух како третата личност од Светото Тројство, тоа значи дека ја нема славата на Бога и го нема Христос. И по ова ќе разликувате што е вистинско, а што е секташко. Значи да истакнам уште еднаш. Ти го примаш Светиот Дух во моментот кога го примаш Исус Христос за свој Господ и Спасител и одлучуваш да се крстиш водно. Всушност тогаш Исус доаѓа во тебе преку Светиот Дух. И тоа е во твојот дух, во сршта на твоето битие. Вториот момент. Ти си крстен со Светиот Дух, кога си преплавен со него, го молиш Бога во името на Исус да те облече со сила од озгора што ти е потребна за служба, за сведочење, за знаци и чуда. И тоа е пропратено со непознати јазици. Лахмахадоку намарабаба хасукондорамак и различни други. Јазикот кој што е непознат, не го смислуваш. Јас многу брзо можам да се молам и немам време да размислам, да го составам. Ќе забележите кога ќе го искусите тоа чувство, ќе забележите дека не доаѓа од умот. Мерено е и со енцефалографија, правено е испитување дека мозокот, односно делот од мозокот кој што е со центар за говор, кога треба да е активен, кога зборуваме мајчин јазик, додека се моли човекот на непознати јазици, тој центар за говор не е активен. Значи, непознатите јазици е зборување на јазик кој што не си го учел на курс и по принцип нема смисла за твојот разум, не ти е мајчин јазик, но тоа е јазик со кој што ти се обраќаш на Бога. Кодиран јазик би рекол. И овој дар е како да имаш посебна лична телефонска линија за комуникација со Бога. Само Господ знае во моментот што кажуваш во таков тип на молитва. И тоа се тајни зборови, кои што само Бог ја разбира, ѓаволот не ја разбира, не може да открие, ниту твојот ум. Ако побараш, Господ ќе ти даде толкување за да разбереш зашто си се молел. Ова ви го кажувам бидејќи тоа е голем дар од Бога за сите верници и на тој начин
Не може ѓаволот да ви ја слушне молитвата кон Бога, бидејќи во молитвата ти ќе си кажеш Господе, ова ми е, она ми е и така натаму. Ма ѓаволот слуша. Он не може да ги чита твоите мисли, ама може да ги слушна твоите зборови. Ама кога се молиш ти на јазици непознати, ништо не може. Не може да разбереш што те тишти во душата. Во 1 Коринтини 14:2 вели, зашто кој зборува на јазик, не им зборува на луѓето, туку на Бога, имено никој не го разбира, но зборува тајни во својот дух. Така да зборувањето на јазици доаѓа од твојот дух, кога си под влијание на Светиот Дух, што го преплавува и твојот дух и твојата душа. Значи, Светиот Дух дава сила или способност да зборуваш на јазици, но не зборува твојот разум, кој што е дел од твојата душа, туку твојот дух комуницира со Бога. Пишано е, вика, кој зборува на јазик се изградува себе си, а кој пророкува ја изградува црквата. Кога зборуваш на јазици, тоа е начинот да се изградуваш духовно, да ојачуваш духовно. Многу луѓе во светот мислат дека духовно ојачуваат кога медитираат, кога одат на ретрит. За нас христијаните, лансирање во изградбата се случува, духовната изградба, кога се молиме на јазици. Свеста ти се отвара. Разбираш работи кои што претходно не си можел да ги разбереш. Ако си бил малку поглуп, стануваш многу поинтелигентен. И јас, да речеме, не бев никогаш нешто многу по школото, ама како тргна работава со Светиот Дух, значи ми се отворија разбирања за нештата, многу подлабоко пристапувам и кон книга и кон било што, односно од тој момент кога го почнав тој заеднички живот со Бога, ми се промени, верувам дека и степенот на интелигенција, и свеста, и перцепцијата. И тоа сум го забележал кај луѓе кои што исто така се водени од Светиот Дух. Трето искуство што треба да го знаете со Светиот Дух, кој што е секојдневно практика на секојдневието, духовното секојдневие зборам, тоа е Ефесијани 5 глава 18 стих, и не се пијанете со вино во кое е разузданоста, туку полнете се со Духот, или исполнувајте се со Духот. Пијанете се со Духот. Тоа е секојдневно говорење на јазици, кое што те исполнува, те охрабрува, и во целост немаш потреба од со друго. Кога ти наутро или преку ден се помолиш на јазици, ти веќе и да си слаб, генерираш со духовна сила, која што ти овозможува уште многу повеќе да издржиш. Не само физички и психички, туку пред се духовно да издржиш. Затоа што во животот не се проблемите само од рекла казало до зборувања, од луѓе што не те прифаќаат, од прегорување психичко или физичко трошење и слабост. Има духовни проблеми, духовни напади, духовни ситуации кои што сум ги чувствувала и јас. Но кога Светиот Дух е тука, кога ти се исполнуваш со Светиот Дух, молејќи се на јазици, добиваш духовна сила која што ти овозможува да устоиш и да ги надвладееш сите тие напади. Затоа ви го спомнувам ова, бидејќи Светиот Дух е оној кој што треба да знаете дека Господ сака да ви го даде и да со него ви го води правилно вашиот животен правец. Сега, многу луѓе сакаат да бидат свети, бидејќи пишува во Светото Писмо, без светост никој не може да го види Бога. Но токму неправилното разбирање ги доведува до тоа да се потпираат луѓето врз своји сили и започнуваат да прават добри дела за да се спасат, за да бидат посвети и на тој начин ја погазуваат благодата. Сакам да истакнам. Неопходно е да разберете дека светоста или хагиос од грчкиот збор не е изведба. Сега јас од денеска решавам да сум свет и ќе се придржувам кон законот на Мојсей. Не прави ова, не прави ова, не прави ова. Не е така. Што и да правиш со законот, ќе ја погазиш благодата, ќе го погазиш Исус и ќе влезеш под проклетство. Светоста во Новиот Завет, да бидеш свет, бидејќи Бог е свет, значи да се потпираш на Исусовото завршено дело, бидејќи Исус, пролевајќи неговата света крв, не освети, не оправда. Зборот освети значи не оддели од светот. Ова е многу важно да го сватите, бидејќи многу луѓе не знаат и мислат дека ако прават добри дела, ќе финансирам во црква, ќе правам ова, ќе правам на сираци, ќе помагам едно друго и ќе станам свет човек. Така размислуваат. Забораваат дека осветувањето е обезбедено преку Исусовата крв
и се случува да се потпираат на своите добри дела. А во Библијата пишува дека никој не може да се спаси со своите добри дела. И јас реално не знам кој христијанин навистина пости, навистина се моли, чита Свето писмо, но неговите постапки, неговите зборови, неговите дела го разоткриваат, бидејќи дрвото се познава по неговиот плод. Ова значи дека ако некој има лична релација со Бога, кој што Бог знаете дека е секогаш добар, праведен и свет, тогаш ти доживувајќи го него како свој татко, стануваш добар и започнуваш да вршиш праведност. Започнуваш да живееш во светоста на Бога. Затоа можете да си запишете или да го снимите. Светоста и добрите дела кои што ги вршите се резултат на релацијата што веќе ја имате со Бога, а не со цел да воспоставите релација со Бога како што некои прават. Значи, некои луѓе прават одредени постапки за да изградат релација со Бога. Жртвуваат јагне, пример, за да му се заблагодарат на Бога што им помогнал. Ама не го издигаат името на Божиото јагне Исус Христос, не ја признаваат неговата жртва на крстот и така го навредуваат Бога. Некои луѓе носат други дарови како брашно, зејтин, свеќи, чорапи и така натаму и мислат дека со тоа ќе ја исчистат вината во нивната совест од она што го вршеле како греф. И така да мислат дека заради некои па други, заради тие дарови што ги дале во црквата, мислат дека молитвата Господ ќе им ја услиш. Аха, дадов толку и толку зејтини и Господ сигурно ќе ми ја услиша молитвата, ќе бидне работава. Ете, таа практика води кон проклетство и отпаѓање од благодата на Бога, бидејќи се погазува Исус Христос, неговата жртва со пролевањето на неговата крв и исто така духот на благодат, односно Светиот Дух. И затоа имаме предупредување, кога некој го презре Мојсеевиот закон, умира без милост во присуство на 2 или 3 сведоци. Колку полоша казна мислите ќе заслужи оној кој го подгазил Божиот син и ја смета нечиста крвта на заветот со која бил осветен и го навредил духот на благодата. Евреи 10 глава 28 и 29 стих. Затоа е важно да разберете дека не можете со своји напори, со своји сили да угодувате на Бога, односно нашиот духовен живот Бог го направил возможен само со помошта и водството на Светиот Дух, кој што ја носи таа Божја благодат. Пак ќе кажам, кога правите добри дела и кога одите во светост, тоа е резултат како продукт што произлегува веќе од твојата интимна врска со Бога. Додека други верници има религиозни, кои што се ќе направат за да се доближат до Бога, да се оправдаат пред Бога, Бог да им ја услиша молитвата со 3 зејтини и со јагнето што го дале курбан. Тоа е погрешно, а верно е она што ви го кажав. Кога ти имаш лична врска со Бога, од тоа плодот ќе излезе и праведност, и светост, и добрина. Затоа не се трудете со своји сили да чекорите во некаква си светост. Светоста Христос ја овозможи. Ние ја живееме. По милост на Бога. Затоа важно е она што Исус го кажува во Јован 14 глава. Јас ќе побарам од небесниот татко и тој ќе ви даде друг помошник кој ќе остане со вас за секогаш. Тоа е духот кој ќе ви открива вистината. Световните луѓе не се во состојба да го примат него, затоа што не го гледаат ниту го познаваат. Вие го познавате Светиот Дух, зашто тој е со вас и ќе продолжи да живее со вас. Но небесниот татко наместо мене ќе ви го испрати Светиот Дух да ви биде помошник, параклетос. Тој ќе ве научи на се и ќе ве потсети на се што јас ви кажував. Амин. Сега, кога сакаш да бидеш крстен со Светиот Дух, треба да си уверен дека Бог сака да направи место во тебе каде што ќе пребива неговиот Свет Дух. Он има план твоето тело да е храм на Светиот Дух. Многу од луѓето кои што се христијани не го предаваат своето тело да биде храм на Божиот Дух. И затоа тоа тело е подложно на различни влијанија од светот. Но кога ќе го посветите да биде храм на Светиот Дух, тогаш се што е во вас, рака ли е, нога ли е, грло ли е, уво ли е, нос ли е, значи сето тоа има функција во тоа тело кое што Господ го направил свој храм и он внатрешно го регенерира.